За актуелниот спор за името меѓу Македонија и Грција, милиардерот Илич препорачува трпеливост и лобирање. Се работи за тешка политичка ситуација. Треба да се обратиме до луѓето од политиката и да бидеме трпеливи, да работиме макотрпно, да работиме заедно со луѓе кои имаат влијание во Вашингтон. За глобалната економска криза, Илич од позиција на успешен бизнисмен вели дека не памети ваква ситуација со децении, но очекува промена. Убеден сум дека ќе има голема промена во ноември, кога вистинските луѓе ќе се најдат на функција по конгресните избори, кога во представничкиот дом и сенатот ќе има републиканско мнозинство. Мислам дека ќе запре трошењето и ќе започнеме да живееме во рамки на можностите. Како може македонската дијаспора да ја помогне на Македонија? Треба да се контактираат вистинските луѓе кои имаат искуство. Треба да гледате во своите врски, луѓето на кои сте им помогнале во текот на животот, луѓе кои ќе одговорат на вашето барање. Јас така правам во основа. Дали планира да инвестира во Македонија? Можно е, ако знам повеќе за земјата и што таа нуди. Знаете дека нашиот бизнис е фокусиран во производство, забава, спорт, како и во компании за снабдување со храна. Докаде е планот да стане газда на екипата од NBA Detroit Pistons? Дадовме понуда за купување на Pistons. Тоа е долг процес. Мислам дека треба да пристигне уште една понуда. Одлуката ќе треба да биде донесена кон крајот на септември. Зошто Pistons? Се работи за добар бизнис потек. Градиме спортска арена и ќе имаме можност два тима, кошаркарскиот и хокејарскиот, да играат во една сала, плюс сме во бизнисот на забавата.